Соларката, општина Штип ја плати пресолено, обвини денес преку писмено соопштение ВМРО ДПМНЕ. Јавното предпријатие Стипион набави амортизирано, 20 години старо, расходувано возило за цена од дури 2.478.000 денари или околу 40.000 евра. Оваа година немаше снег и не изненади, но цената и годината на производство на набавената соларка не замисли. Истото е наменето за чистење на коловози во зимски услови, но градоначалникот заборави да ги информира граѓаните за цената, функционалноста и годината на производство. Информација која за локалната самоуправа можеби не е толку важна, но за граѓаните на општина Штип од огромно значење. Стои во реакцијата на ВМРО. Штип за прв пат по 30 години набави возило за чистење на снег кое е целосно функционално и ќе биде во служба на граѓаните, реагира од општината. ВМРО ДПМНЕ до пред 2 години ја пустошеа и разграбуваа општината и заедно со јавните предпријатија ја оставија во минус од 9 милиони денари само за плати. Тие денеска прашуваат зошто јавното предпријатие Стипион 2011 набави половно возило за чистење снег. Истите тие кои 10 години беа власта во Советот седеа и молчеа додека во Штип снегот се чистеше рачно без механизација, додека во јавното предпријатие се трошеа цели 80.000 евра повеќе за нафта годишно отколку што ние трошиме денеска. Да немаше општината за расчистување преку 600.000 евра долгови кои ги направи ВМРО ДПМНЕ, ке набавевме ново возило кое чини над 120.000 евра. Јавното предпријатие Стипион 2011 набави половно функционално возило за чистење снег после 30 години. Прашањето е зошто ВМРО ДПМНЕ не набави половно, а уште помалку ново возило за цели 10 години. Стои во реакцијата.